Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за последниот работен ден на Заспи ако можеш за оваа недела. Јас сум Драган Милосављевиќ. Во опуштената атмосфера на нашето алтернативно студио го пречекувам универзитетскиот професор господинот Джидас Даскаловски. Добро вечер, Джидас. Добра вечер. Да. Веднаш да кажам, колегата Горан Момировски од Оправдани причини нема да биде учесник во оваа емисија. За жал би рекол би дека тој секогаш има што да каже, меѓутоа околностите понекогаш бараат и вакви работи. Со професорот Джидас Даскаловски го знаете веќе добро, тој редовно доаѓа во нашиот рекапитулар на месецот заедно со амбасадорот Ивица Боцевски. Професорот предава неколку интересни предмети, меѓу кои и геополитика, и денеска практично во тоа својство го покани во оваа емисија, затоа што на вистина сметам дека се работи за еден од најдобрите аналитичари кога е во прашање геополитичката реалност во Македонија. Професоре, да почнеме со она што се случува се разбира во Украина. Само да кажам, од вчера еден чуден момент има на сите светски медиуми се појави таа информација за некаков светлечки објект на небото над Киев. Логиката вели дека русите постојано напаѓаат на разни цели во Украина. Киев е дел од метите кои што постојано ги гаѓаат руските ракети. Меѓутоа се појави некоја чудна светлина која што има траекторија која не одговара баш на стандардниот удар на ракетите и веднаш се појавија многу теории на заговор. Интересно, од украинска страна се појави непремена информација дека бил во прашање противвоздушен систем украински, а потоа ја избришаа таа информација и соопштија дека се работи за сателит на НАСА кој што се повлекува од употреба и требало да падне и по некоја чудна случајност токму над Киев паднал. Интересно е дека НАСА излезе со соопштение дека траекторијата на овој сателит воопшто не поминува над територијата на Украина. И некако останаа контроверзии во јавноста, се разбира, ние не може да судиме овде од студио што точно се случува, меѓутоа многумина па тврдат дека во прашање и некој нов облик на оружје кој што можеби русите го користат. Сега видите, ние не сме експерти за војна технологија, за војни оружја. Вистина е дека русите имаат софистицирани и хиперсонични ракети и користат секако вид на нови оружја во оваа војна. Но мислам треба да гледаме по големата слика во оваа констелација. Тоа е предимството што го имаат руските воени сили и авиација во однос на украинското. Очигледно дека Русија во моментов има предимство тука, користи софистицирани оружја и во однос на оние таргетирани удари на воени објекти, магазини, командни центри на Украина и во однос на соборување на обратно, значи на украинските воздухоплови. Така што тоа е еден дел само од приказната која што постои на фронтот во Украина, дека предимството на руското воздухопловство е очигледно и во смисол на полети, бомбардирање од авиони и во однос на удари со ракети и проектили. Се појави една информација неодамна, барем тие што следат знаат за што зборуваме, дека украинското ПВО, противвоздушното одбрана на Украина, наскоро ќе остане без муниција. Па и тука мислам е битно да знаеме генералната слика. Значи кога почна војната минатата година во февруари, Украина се ослонуваше најголем дел на старо советско оружје, стари советски системи од противвоздушна одбрана, стари мислам руско советско производство тенкови, артилерија и така натаму. И дека во суштина проблемот на украинската армија е сега во моментов тој дека во принцип веќе им недостасува такво вид на оружје, дека се принудени да бараат, да замолуваат сојузнички сили да им дадат некаков вид на оружје кој што не е компатибилно со тоа советско и на некој начин сите земји кои што се дел на НАТО алијансата најмногу сад помагаат со тоа што им доставуваат западно оружје покрај некои земји што имаат како Словачка на пример стари МиГ авиони, старо сега им ги поделија последните 13, мислам дека беа во прашање. Ајде да се обидеме таа ситуација колку може да ја разложиме, професоре Даскаловски. Значи Украина поседуваше големо количество на советско оружје.
руско, советско, како и да го наречеме, меѓутоа постојано добива инфузија од западно оружје. Тие две не се компатибилни најчесто, сосема поинаков систем на работа, сосема поинаков начин. Потребни се месеци и месеци за војската да се обучи воопшто да ги употребува поинаквите системи. Меѓутоа факт е дека стримот на оружје кој што пристига во Украина од западниот свет е фасцинантен. Се работи за невидени количества оружје. Во принцип сега украинската армија е да вид Франкенштајн армија. Да. Составена од разни хаубици, тенкови, топови, ракетни системи од западен калибар кои често пати не се компатибилни. И тука вие убаво кажувате, прашање на обука, прашање како тие посади може да действуваат со тие доколку не се обучени. Видовме дека, например, има донација на Леопард тенкови, дека кога вежбале во Полска, двете посади на украинските тенкови се судриле, па фактички двата тенка... Што е неверојатна информација, да ги видовме искршени тенковите. Двата тенка се скршени. Значи, во една тешка положба е од логистички аспект украинската армија. Се разбира дека нашава западна алијанса се обидува да помогне на секој начин, меѓутоа сега тоа колку е хаотично, толку и проблематично за украинците. Дали може да се искоординираат нивните действија, сега се најавува и нивна противофанзива, односно офанзива. Сето тоа е во знак прашалник заради самиот проблем на комуникација, логистика и употреба на орудија со кои што тие не се обучени, односно не се соодветни во рамките на нивниот воен капацитет. Добро, но факт е дека голем број на украински војници одат на запад на обука. Англија неодамна соопшти, Британија, дека не знам 50.000 војници се веќе обучени, системите Патриот току што беше објавено дека пристигнале во Украина, еден или два комплекса, да не фатиме за збор. Западната алијанса НАТО пред се и меѓутоа и другите држави кои што не се дел од НАТО, наистина даваат се од себе да ја помогнат на Русија, на Украина се извинувам. А Украина во оваа констелација веќе година и колку помина, година и речиси 2 месеци од почетокот на војната не покажува назнаки дека би можела да запре со отпорот. Напротив, дури со оваа најавена голема контраофанзива, како што ја нарекуваат, ќе видиме дали ќе се случи, покажува дека се уште има доволно капацитет за борба. Ова го кажувам затоа што повеќе аналитичари се согласуваат дека Русија свесно започна војна на atrocities, така како се вика, на исцрпување, војна во која што едноставно поголемиот капацитет на Русија и како територија и како народ и како искуство, ако сакаме, ќе ја сруши украинската армија, украинската држава. Меѓутоа Украина еве година и 2 месеци не покажува знаци дека има намера да колабира. Има тука неколку работи што се вредни да се коментираат. Прво е дека помошта во рамките на Западната алијанса не е од најсовршениот тип на оружје. Значи тука не станува збор за најсовршените авиони, тенкови, противвоздушни системи кои што се даваат на Украина без разлика кој на крајот на денот ќе ги плати. Тоа е исто многу важно прашање. Кој или ќе плати сето тоа? Исто така многу важно прашање. Значи тука има дури и некои шпекулации дека посакуваната украинска победа за пленетите руски девизни резерви на Централната банка ќе се користат во реконструкција на државата и веројатно во плаќање на оружјето што се дадени на Украина. Тоа е, значи, едниот елемент да бидеме јасни дека најсовршените орудија никогаш не се дадени на Украина, нити веројатно има намера сад да ги предаде на Украина. Тоа е едно. Второто, во однос на тоа како Русија војува и како Украина се уште херојски се брани. Русија очигледно има поголем проблем со нивни жртви, со жртви на војното поле, се обидува да го минимализира. И всушност според она што се коментира во главно во борбите околу Бахмут или како го викаат русите Артемовск, Русија се обидува да нанесе најголеми човечки загуби на украинците што е возможно. Значи тие одат внимателно и на некој начин велат ова е машина за мелење месо, односно процес каде што се обидуваат да убијат што поголем број на украински војници.
за да на крајот на денот ја остварат својата цел која што ја зацрта нивниот претседател Путин на почетокот на војната, односно тие што ја викаат специјална војна операција, тоа е неутрализирање на украинската армија и украинската закана кон руската држава. Во принцип, веројатно планот на Русија се состои во тоа да се порази Украина воено, да се оневозможи воениот капацитет на Украина, и за нив е помалку важно колку брзо напредуваат и колку брзо освојуваат одредени градови и територии, а поважно е да нанесат колосални загуби на украинската армија. Од друга страна, токму таму Украина има предност во човечкиот фактор. Таа постојано мобилизира. Тој Пригожин го рече, оној водачот на Вагнер, вели нашиот непријател има очигледно бескрајни резерви на луѓе, не на оружје, на луѓе. Сега тие сигурно не се бескрајни, знаеме дека секоја држава има одреден број на потенцијални војници кои што може да се регрутираат и професионална армија што постои. Но факт е тој дека Украина во тој аспект е побројна во однос на руската војска. Дури и во првите месеци на како русите велат специјалната војна операција, соодносот беше 1:5 во некои проценти. Значи напаѓачите има помалку армија од колку професоре, ова мора да го расчистиме. Не се разбираме, не сме војни експерти, меѓутоа основите на војната доктрина велат кога почнуваш напад, мораш да имаш огромна предност во однос на тој што се брани ако очекуваш победа. Русија влезе во целата приказна со вака на прв поглед огромна војска од 170 до 200.000 војници, меѓутоа кога им се спретоставија од другата страна 300, 400, 600.000 војници, логиката беше дека Русија би морала да возврати со 1 милион за да може да очекува брза победа. Русите не го направија тоа и со на парцијална мобилизација и со доброволците кои што ги собираат наоколу по Русија и по светот, повторно не успеваат дури да се приближат до бројките кои што ги има Украина која што се брани. Така е, но нема логика во војна смисла тоа. Сега, ние никогаш нема да ги знаеме војните планови на Русија, нити да ги дознаеме оние што беа, но можеме да ги претпоставиме првичните. Во првичниот удар, како што вие убаво забележувате, Русија навлезе на украинските територии со доста мала во сооднос на украинската армија войска. Она што таа го постигна, светоци сме за тоа, е да дојдат со десантни напади со влегување од белоруска територија на 30 на километри од Киев. И всушност во тие моменти почна еден вид на директни преговори помеѓу Киев и Москва. И можно е всушност Путин и неговата команда да очекува така брзо војната да заврши со постигнување на примирие и на некаков мировен договор каде што Украина би се согласила со дел од барањата на Москва, кои што вклучуваат Украина да биде неутрален статус, да има неутрален статус во однос на членството во НАТО. Знаеме дека тие преговори пропадна и дека војната продолжи, каде што во еден контраудар Украина зазеде територии кои што руската армија ги освои на почетокот на војната. Тие се околу Харков, градот Харков и Херсон и област околу Херсон. Меѓутоа, од тој момент имаме една стабилизација на фронтот, каде што руската воена супериорност во техничка смисла и во однос на капацитетите за артилериски напади влијае на тоа да постепено се освојуваат одредени клучни градови во таа Донбас, односно Донецката република. Падна први на Соледар, сега е Бахмут, последните проценти се дека отприлика 90% од Бахмут е под контрола на руските сили и интересно е започнуваат напади кон Северск, за тие што не знаат, тоа е третиот град, условно кажано, во линијата на одбрана, во таа така наречена втора линија на одбрана. Северск фактички влегува како еден вид на полуостров украински во територијата заземена од русите. Вака, кога човек не би му било јасно што точно се случува таму, меѓутоа вие убаво објаснивте дека во прашање е сосема поинаков концепт на војување, од кој што, например, и можеби тука правиме грешка, професоре, ќе се согласиме или не, затоа што најчесто сме имале прилика да го гледаме американскиот начин на војување. Значи, стравична надмоќ во воздух, стравична надмоќ на море,
и сето тоа е брзо, експедитивно, со најмалку можни жртви од американска страна, барем таков е. Меѓутоа, од друга страна, па се работи за објективно, за судир. Америка најчесто има судири со држави кои што се пропорционално многу послаби од Америка. Значи, сакале Југославија, Ирак, Либија, не знам кои да се Афганистан, се работи за држави кои што ни оддалеку не можат да се носат со Америка и некако очекувањата на условно кажано на светската јавност беа дека би требало да се случи нешто од тој правец. Меѓутоа треба да земеме во предвид дека Украина е прво огромна држава и како територија, па и како народ се прилично многу, 30 до 40 милиони се тамо. И рускиот начин воопшто на војување не е американски. Тие не се обидуваат да го наметнат тој концепт на тотална надмог во воздух и море, овде на море дури е специфично затоа што многумина велеа дека Црното море е практично руско езеро, меѓутоа и тоа не се покажа баш така. Прилично на успешен начин украинците успеа во оние делови што тие ги контролираат тамо кај Одеса, кај Очаков и така натаму, да ја отстранат црноморската флота од своите брегови. Па видете сега, тука не кажавте неколку поенти. Главната е дека воопшто не може да се спореди било која војна која што САД ја војуваше во минативе 20 на години со оваа сега. Зошто? Затоа што украинската армија веројатно е по турската најголема по бројност армија во Европа. Што значи дека тука има еден сериозен противник кој што се брани од руските напади, за разлика да речеме од Пустинска бура и сите оние воени интервенции на САД, каде што противникот беше и инфериорен и кој што се бореше на начин каде што не можеше да се протистави на САД заради нивната технолошка доминација. Добро, ако се сеќавам добро, покојниот Садам Хусин своевремено велеше дека има 3 милиони армија и дека тој е готов да подготвена таа армија се бори со било кого, па и со САД. Меѓутоа, кога се соочија со вистински доминантна армија, тогаш колабира за многу кратко време. Во Украина е сосема еден друг. Така е, значи, поентата е што украинската армија е подготвена години и години, таа и војуваше од 2013, 2014 година, 15 година, и потоа се подготвуваше. Да не забораваме дека нашите сојузници од НАТО и од САД ја помагаат таа украинска армија од 2014 година, да речеме, до 2022 година. Таа армија е веројатно по-подготвена да биде дел од НАТО армијата отколку македонската армија, иако сме дел од НАТО армијата. Значи, во принцип станува збор за тврд орев, украинците храбро се бранат, меѓутоа на крајот на денот ќе биде прашање дали ќе може да ги одбијат нападите на Русија. Вие рековте дека се веќе русите на пробивање на втората одбрамбена линија, третата одбрамбена линија таму околу градови како Константиновка, Славјанск, Краматорск е всушност некој вид последна одбрамбена линија пред степите кои што се до големата река Днепар. Во принцип за Русија војува, меѓутоа на некој начин војува, а живее комфорен живот за разлика од Украина која што е под огромен притисок и во однос на снабдување со електрична енергија, снабдување било какво на своите трупи загрозено од логистички причини. А сега Орбан, унгарскиот премиер Орбан, пред неколку дена даде изјава дека Украина во финансиска смисла е непостоечка држава, дека буквално зависи од она што го дава Западот, во секоја смисла. Потоа дојдоа и некои други изјави дека и во воена смисла Украина е мртва држава, доколку запре западната помош. И сега тоа е навистина специфичен момент, затоа што се работи за држава која што мора, сакала нејкела, поради околностите да одржува, не знам, стотици илјади луѓе под оружје. Тоа е и во било која смисла многу скап. Значи, тие луѓе мора да јадат. Тие луѓе добиваат некаков паричен надоместок. Нивните семејства мора да се обезбедат. А во исто време државата мора да функционира, да дели плати на вработени, на администрација, мора да работат. И се чини дека работат се уште фабрики, комплекси, кој знае некаков начин сето тоа се случува. Меѓутоа факт е дека ниедна држава под таков притисок не би можела ова да го издржува, освен се додека добива, се разбира, инекции од САД и од
сведоци сме, Светската банка им дели, меѓутоа не им дели само грантови, тоа е многу важно, им дадат кредити. И сега тоа е за мене многу интересно. Се надевам дека не бегаме премногу од тема, меѓутоа се држиме за основната премиса денеска. Украина добива грантови во одреден степен и добива кредити. Кредитите се одложено враќање за по неколку години со надеж дека ќе бидат вратени, не знам кога Украина би победила на фронтот и некаде спомнува дека би требало 2027 да почнат да ги враќаат. И од циниците велат нема да има кој да ги врати тие пари затоа што русите ќе освојат цела Украина па нема да признаат со никакви долгови на Украина. Меѓутоа, доколку се оствари другото и на Украина навистина победи, колку е реално, иако Украина е полна со резерви, условно кажано, на не знам, жито имаат, нафта имаат и така натаму, колку е реално да може да врати 130-150 милиарди долари, кои што до овој момент ги има како долгови. Сега, тоа е навистина големо прашање, меѓутоа... Или ќе бидат простени сепак. Но Западот не простува. Па да, никој не простува, да. Дали некој банкар некојаш би просто некој кредит, мислам. Нека провери секој што сака што има кредит во банка, ќе види колку му е простено. Но еве, Украина се амбицира да биде дел од Европската унија. И сега што имате, каква имате ситуација? Имате ситуација да реално треба како и ние што треба демократски реформи да направиме Украина под војна, треба да направи демократски реформи. Меѓутоа веќе постои, тука може да се зборува и за оној дел со извозот на житни производи од Украина, веќе постои загрижување кај големите производители на земјоделски култури во Европска унија дека евентуален влез на Украина е за нив голем проблем, бидејќи знаете каква има политика Европската унија во однос на земјоделието. Знаете дека таму има огромен број на средства кои што се распределуваат, делат и така натаму. И дека Украина би била сериозен конкурент за земји кои што имаат сериозно земјоделско производство. И сега се случува еден апсурд, токму Франција преце. Но се случува сега еден апсурд, токму денови се случува овој апсурд и затоа го спомнав. Полска е најголемиот подржувач на Украина без конкуренција. Од друга страна Полска прва го забрани увозот на жито од Украина со образложение дека има многу слаб квалитет. Така, добро, сега тие ќе имаат разни изговори, може тоа жито е перфектно, да. Веднаш потоа Унгарија се вклучи во тоа, Словенија се вклучи, Бугарија се вклучи. Па сега Полска успеа да договори дека нема да ги прима на своја територија, но ќе дозволи да преминуваат преку нејзина територија. Се работи за некакви политички и економски игри на кои што ние не можеме точно да им го најдеме крајот. Меѓутоа, Полска е државата која што од друга страна се чини како да оди до крај во целава приказна. Најмногу од сите. Има еден американски проект кој што ги обединува земјите од трите мориња. Тоа е проект кој што всушност прави еден санитарен кордон помеѓу Русија и, да речеме, старата Западна Европа. Так. Тоа се земји кои што се сега јуришници во оваа војна, кои што се на самата линија на фронтот, раме до раме, да се изразиме така со украинците. Тоа се Балтичките земји, тоа е Полска, тоа е Романија, тоа е Бугарија, тоа е Чешка, тоа е Словачка. Унгарија тука е малку проблематична заради владењето на Орбан и неговата независна политика. Меѓутоа, генерално, ако видите географски, тоа е еден коридор од северот, Балтичко море, до Црно море и ако вклучиме Хрватска тука, до Јадранско море. А горе сега се додава и Финска, да не заборавиме поради влезот. Сега се додава и Финска, евентуално Шведска, доколку се расчистат тие проблемите со Турција што ги има. Со курдските терористи, бранители, човекови права и така натаму, како кој ќе ги крстат сеедно. Така што во суштина Америка добива едни лојални сојузници кои што во основа се конкурентни на политиката замислена најчесто на Франција за автономна Европска унија, на она што например сега Макрон последно го изјави во Пекинг и во некои варијанти кога Германија е по, да речеме, своја, кога се сеќавате беше Ангела Меркел канцеларка, кога и таа се обидува на некој начин да влие Европа да има понезависна политика во однос на Соединетите американски држави. Тука од геополитичка точка на гледање е битно прашањето и може да се дискутира колку оваа војна влие на зајакнување на САД во однос на своите европски ривали во некои ситуации, а во поголемиот дел партнери земји членки на Европската унија. Да. Професоре, само да кажам, вие бевте малку пред Макрон во Пекинг. Да. Сосема случајно на еден форум за демократија бевте во Пекинг, нели? Па намерно бев, да. Да. Макрон беше таму и таму се случи една, да ќе го речам, не вообичаена ситуација,
Макрон замина заедно со Урсула фон дер Лајен, како представник на Европската унија практично. Кинезите ги примија, се разбира, меѓутоа од целата таа посета излегува неколку чудни околности. Макрон даде изјава за кинеските медиуми веднаш по посетата дека Европа би морало да води поавтономна политика во однос на САД, дека од тие се сојузници, а не вазали на Америка, што многумина го сватија како обид за дистанцирање од хегемонијата на САД. И што се случи, овие земји кои што вие ги спомнувате, значи санитарниот кордон во однос на Русија, веднаш излегува со обвинувања практично дека Макрон ја нарушува солидарноста, заедништвото на Европа и САД, дека не само што не треба да се оддалечат европјаните, односно да се автономизираат во однос на САД, дека уште повеќе треба да се приближат. И практично дојде повторно се исцрта повторно така наречен судир меѓу новата и старата Европа. Повторно околу прашањето начинот на кој што треба да се однесуваат кон САД. Па, видете сега, комплексно е прашањето кога станува збор на односот на Европа кон големите сили и Кина. Мислам дека ова што го велите, дека постои борба на еден вид меѓу нова и стара Европа е точно. Мислам дека Макрон е последниот кој што на некој начин се обидува да го одбрани европскиот автономен интерес. Кина долги години се обидува да влие на Европска унија така што ќе ги турне, ќе ги потурне, да речеме, да станат поавтономни во однос на Вашингтон, во однос на Соединените американски држави. Тоа сега по оваа војна во Украина воопшто не изгледа реално. Напротив, изгледа дека Соединените американски држави апсолутно ќе доминираат со Европа во долги години. И ако всушност човек размислува кои се најголемите жртви од оваа војна, покрај се разбира Украина и Русија, кои што губат и жива сила и имаат катастрофално уништување на цивилна инфраструктура, тоа е на некој начин Европа. Европа од два аспекти, бидејќи губи автономијата на делување, се подредува кон американскиот глобален интерес, и Европа која што на некој начин економски станува голем знак прашање дали може да преживее во однос на овој животен стандард што го има, во однос на оваа економија што има, оваа индустрија што ја поседува. И сега, ова е многу интересно и веројатно е важно и за нас, затоа што ние сакали или не, почитувани гледачи, сме европејци, сакали или не, сме дел од целиот тој процес, иако Европа некогаш не сака, некогаш баш и не ни е толку многу блиска се чини. Европа сака себе да се доживува, генерално европските земји, како значаен фактор, особено од историски се разбира контекст, ако ги трнеме работите. Европа е таа која што последниве неколку стотини години доминира со светот и се уште не може да излезат европските земји од приказната дека тие се значаен фактор на меѓународната сцена. И за многумина е неприфатливо дека ЕУ со своите 550 милиони колку ги има во овој момент, ќе ги има и повеќе ако влезат уште неколку земји со својата богата објективно индустриализирана економија, не може да биде првокласен меѓународен фактор. Значи имаме Русија која што е јасно дистанцирана, имаме САД која што и понатаму има хегемонија условно кажано, имаме Кина која што доаѓа на голема врата и за многумина е неочекувано Европската унија не успева да се наметне во таа приказна како самостоен фактор, туку тие велат соработници се разбира, заеднички соработници со САД, меѓутоа за многумина тоа изгледа како најде не употребам вазали, меѓутоа луѓе кои што држави кои што се подчинуваат на волјата на некој посилен од нив. Па сега во секој аспект ако видите резултатот од оваа војна агресија на Русија кон Украина е тоа што самоволно Европа се откажа од ефтините ресурси кои што Русија ги продаваше на континентот. Се откажуваат од нив, дури и има саботажа, експлозија на Северен поток 2, кој што Европа го преќуткува и дури ни истрага независна не сака да спроведе, иако очигледно е дека само една земја има голем интерес таа цевка да се уништи, а тоа не е Русија. Значи се откажуваат од сите природни ефтини ресурси што Русија ги продаваше, за сметка на тоа
се обидуваат да купуваат како заеднички пазар, што е доста паметно, меѓутоа колку ќе биде изводливо во наредните зими ќе видиме. Се обидуваат заеднички сега да купуваат не газ што оди преку цевки, туку течен, кој што го има во мали, во ограничени количини, така наречен ЛНГ, така. Така наречен ЛНГ, значи го има во ограничени количини за кои што треба да се надпреварувате со други потенцијални купувачи од цела Азија, да речеме. И кој што во случајно или намерно во голема доза е американски, кој што доаѓа и од оние полиња од шкрилци кои што се копаат со контраверзни еколошки методи. Сега, значи, ги зголемувате трошоците за индустријата, очигледно со тоа што се откажувате. Добро, има тука една благородна идеја да ја спречите руската економија, да ја спречите инвазијата. Меѓутоа, на кратки стази барем, се откажувате од ефтин достап на ресурси со кои што вашата индустрија се снабдува и која што е успешна индустрија. Од друга страна, имате обид и влијание на Вашингтон кон Европа да се откаже од врската со Кина. Знаеме дека и таа е многу плодотворна, знаеме дека огромен дел од машините, огромен дел од она што го произведува европската индустрија се извезува во Кина. Знаеме дека Кина е голем инвеститор, поединечно и во огромен број на земји во Европска унија. Иако да речеме тука ние се откажавме од потенцијални кинески инвестиции, тие се огромни и во Велика Британија, и во Франција, и во Германија. Значи Кина договараше да купи процентот Хамбуршкото пристаниште, за да едно од најголемите во светот. Едно од најголемите во светот, за да може да доставува своја роба таму. Така што, значи, притисокот сега е, ако сме раскрстиле, односно ако тие Западна Европа раскрстиле со Русија, сега е притисокот да се раскрсти со Кина и ќе биде знак прашање на економскиот развој на самиот континент и на самата Европска унија. Вие имате притисок од САД заради безбедносни причини да се откажат европјаните од телекомуникацијските мрежи кои со години и децении ги имаат поставувано, а ги имаат купувано од Huawei, Huawei од Кина. Сега тоа се кули на трансмисија на сигналот на мобилни телефони, кои што коштаат милиарди, и сега притисокот е заради безбедности причини тие се демонтираат и да се стават, не знам, од Ericsson, од Nokia или од кои да е други произведувачи на такви телекомуникацијски кули. Тоа е огромен проблем за Европа, бидејќи де факто таа веќе не одлучува заради тоа што е под безбедносниот чадор на САД, веќе не одлучува и за економските прашања за кои што е познато дека Европа беше и е голем фактор во светот. Околу кинеско-европските односи, Аналена Бербок исто така беше во САД, германската министерка, се извинува во Кина, само неколку дена по Макрон, и даде интересна изјава, вели дека некој од работите што ги видела и слушнала во Кина буквално ја шокирале, во смисол на начинот на кој што Кина се агресивизира. Така да го потребам зборот, забрзано почнува, освен милитаризацијата на кинеското општество, покажува многу зголемен интерес за настап на мест, не само економски настап, ова е многу битно, политички, на места каде што до сега ја немало. Значи, Кина водеше политика децении и децении на економски продор на секаде ни светот, меѓутоа сега покажува амбиции дека има намера и политички да делува, а според зборовите на Бербок, во перспектива, тоа би можело да се преведе и како утре заутре, затоа велам во перспектива, Кина би можела и воено да се вмешува лево или десно, што од европска се разбира гледна точка е неприфатливо. Бевте велам во Пекинг, можете вака да ни кажете еден, како да речам, бегол впечаток, еден ваш личен, колку е кинеското општество, освен што имаме впечаток дека е ужасно технолошки унапредено, добивте впечаток за психолошката состојба на тој свет таму? Прво да ви објаснам вака, значи многу е добро што и јас како дел од факултетот за безбедност учествувам на разни форуми за безбедност и за политика во регионов, дали е тоа Белградски безбедносен форум, дали е Софијски форум, дали е тоа Глобсек во Словачка. Но еве јас сум учествувал и на Раизина форумот во Нью Делхи, сега бев во Пекинг на форумот за демократија и човечки вредности. Светот е поширок од ова што ние тука го поимаме и борбата е многу жестока помеѓу нашиот дел на светот, кој што 4-5% од земјината популација
се обидува да биде фактор на 100% од човечката популација на земјата планета. Што не оди баш така во 20 Сега до 2022 можеби некој ќе кажеше дека тоа е не предметно да се дискутира, дека е така и дека треба да биде така, но веќе остатокот на светот, предводен главно од Кина, ја користи руската интервенција и го проширува своето влијание во ширум Африка, ширум Латинска Америка, ширум Азија и така натаму. И борбата е вклучително и во поимањето на демократијата и демократските вредности. Значи, борбата помеѓу САД и западните елити од Европската Унија и Австралија, Нов Зеланд, Јапонија, Кореја и остатокот на светот предведено тие земји БРИКС е во пет полиња, ако ми дозволиш би ги објаснил тие и ќе дојдеме до еден вид на одговор на тоа што ме прашавте. Првично е околу идејата на што е праведен политички систем и што е всушност правата демократија. Овој нашиот систем го знаеме, нема потреба да објаснуваме. Што прават кинезите? Тие го објаснуваат нивниот демократски систем како тие го толкуваат, не толку поврзан со процедурите. Знаеме дека многу често за демократија се смета процедурата е битна на избори, повеќе партиски системи и така натаму. Кинезите велат, добро, ние сме една доминантна партија комунистичката, има уште 8 други, тука несомнено се разликуваме, меѓутоа за нас е многу побитен процесот и резултатите. Значи, ако вие имате така тие го продаваат. Ако вие имате во Западна Европа фокус на процедури, а резултатите се поразителни, каде што има огромно раслојување на населението, огромна сиромаштија во голем дел на западноевропски земји, каде што, не знам, студии покажуваат дека Америка е олигархија, дури студии на експерти од Принстон, од сериозни универзитети, или олигархија или плутократија, значи во секој случај владење на елитите, а не на народот. Тие велат, ние владееме за народот. Можеби нема процедура на демократски избори, туку владееме за народот, го консултираме народот и имаме огромни резултати. 500 милиони луѓе се од апсолутно сиромашни дојдени до нека ниска средна класа и тоа е за нас голем успех. Да. Тоа на едно ниво го коментираат. На второ ниво коментираат дека Кина е демократска во однос на другите држави во меѓународна политика. Значи, тие не одат со сила, со принудување, со санкции, туку со економска соработка, билатерални договори, заеми, кредити кои што се без условување. Тоа е нивниот аргумент и тука исто така се судираат со нашиот западен свет во однос на оние вредности што често пати се промовираат во западните општества кои што не резонираат со остатокот на светот, а тоа е, например, во последно време фокусот на тие така наречени ЛГБТQ+ права, кои што, да бидеме реални, во поголемиот дел на светот се неприфатливи, бидејќи поголемиот дел на светот не е либерален, туку е доста конзервативен. Тоа е едното ниво на борба, значи продажбата на која демократија е всушност демократија, иако реално ние не можеме да зборуваме за Кина како демократија, меѓутоа нивниот вокабулар, објаснување тој. И си има некоја приказна која што во голем дел од планетава си има вредност и се продава, и се купува, пардон. Жидос, морам да ве прекинем овдека, бараат од режија да побараме кратка пауза за реклами, па потоа продолжуваме со разговорот. Да, продолжуваме со вториот дел од Заспи ако можеш, вечерва со професорот Жидас Даскаловски. На почетокот на емисијата реков дека колегата Горан Момировски од оправдани причини не може да биде присутен, меѓутоа Горан сепак успеа да се појави. Добра вечер, Горан. Беше, да кажеме веднаш да откриеме тајната, беше на еден брифинг поврзан со околностите околу договорот со Бехтел и Енка. Ке има прилика Горан веројатно ексклузивно да ни објави што точно дознал на тој брифинг. Само да го завршиме оној дел што го започнавме со Жидас Даскаловски околу 5 принципи на кои што работи. Јас накратко ќе ги кажам во интерес на времето. Значи првата идеолошка веќе борба, втората е во однос на воените капацитети. Тука знаеме и гледаме дека Русија се усовршува, Кина се усовршува, дури Америка има одредени димензии проблеми, например хиперсонични ракети не можат да се уште да смислат да ги. А Русија има кинжали веќе кои што се хиперсонични, не само што ги употребува и докажува дека знае да ги употреби.
Се уште има сад голема превоз тука, има буџети 7-кратно поголеми од Русија или од Кина, се уште сад има предност тука во однос на бројот на воени бази, бројот на воени сојузници и така натаму, меѓутоа балансот се постигнува и ќе биде многу предизвикателно за западниот свет како Кина и Русија ќе се развиваат во еден вид на сојузништво или не. Тоа е второ ниво на борба. Трето ниво на борба е меѓународни институции. Знаете дека во Обединетите нации има 5 земји постојани членки на Советот на безбедност. Знаеме дека 3 од нив се западни сојузници. Знаеме дека, да речеме, во Генералното собрание се уште Соединетите американски држави имаат некој начин поголема бројност во однос на земји кои што гласаат за нивни резолуции. Поголемо влијание апсолутно, да. Знаеме дека САД ги доминираат и Светска банка и ММФ во однос на број на гласови кога се одлучуваат клучните работи. Г7 е исто производ на западниот свет и на САД, но треба да знаеме дека Кина и Русија ги развиваат своите системи, своите институции, како што се Г20, како што е БРИКС, како што е Евроазиската унија, како што е СЦО, Шанхајска заедница за соработка. Значи, тука има еден паралелен свет и тука исто така има голема борба. Четврто ниво на борба е во однос на финансиските ресурси и самиот долар. Многу работи се случуваат во последно време, вклучително и договори на Кина со Саудиска Арабија, вклучително и многу огромен број на земји кои што се откажуваат да тргуваат во долари, туку во сопствените валути. Тука исто така е прашањето на системот SWIFT, кој што е еден вид на конектор на сите банки во светот. Се повеќе има употреба на алтернативните кинески и руски системи на банкарско поврзување. Се повеќе земји имаат интерес да ги признаат и кредитните картички на Русија, МИР и така натаму. Значи тоа е еден вид на исто така голема борба ќе биде и ќе биде. И последното петто ниво на борба е технолошкото. Технолошкиот развој е се уште, јас би рекол, во предимство нашиот свет, бидејќи телефоните што ги користите се или iPhone, или самиот систем на Google, потоа имате Windows, потоа имате компјутери кои што се од Intel и така натаму. Холивудскиот систем на ширење на културно влијание исто така битен. И чиповите се тука клучни, каде што всушност се води најголемата борба заради нивното влијание во вештачката интелигенција и во војните орудија. Се обидува САД да го доминира тој систем, да не може главните производители да ги дадат тие чипови и машини за правење на чипови на Кина, и всушност најбитната компанија во светот моментално не е IBM, Coca-Cola, туку е TSMC од Тајван и AMSL од Холандија, меѓутоа за тоа можеме во друга прилика подетално да зборуваме. Одлично, Жидас Даскаловски, да го искористиме сега присуството на Горан, кој што сепак се појави во емисијата. Горан, ќе ли кажеш што се најновите информации? Може ли само едно прашање што за мене е клучно, јас не сум во тек дали разговаравте за изјавата на Макрон по поседата на Кина разговаравте? Да. Тоа, професоре, за мене е еден не би рекол пресврт, но сериозен сигнал дека Западот се преиспитува и овие работи што ги кажавте сега на комбинација, дека ние всушност влегуваме во реален мултиполарен свет. Точно така, мултиполарноста е реалност и ќе биде реалност. Значи, нашиот дел на светот, ние припаѓаме на западниот, се уште ќе има главна улога, меѓутоа нема да биде толку доминантен. Значи, прашањето е дали САД може да биде хегемон на светот. Веројатно после последните случаи нема да може да биде хегемон на светот, и прашањето за нас како европјани е како Европа ќе се позиционира. Досега зборувавме со Драган, Европа не се позиционира автономно, во поголем дел на случаи политики ја следи Америка. Тука ми беше прашањето, за да го постави вака прашањето. Ако утре Макрон, Шолц и другите европски лидери речат доста беше со Америка, каде ќе се позиционира Македонија? Без разлика на тоа која влада е на власт. Ако мора да бираме меѓу Вашингтон и Брисел, Берлин, Париз и така натаму. За голем дел од политиките Македонија се позиционираше во полза на САД. Не знам што ќе се случи, бидејќи нас од животно прашање ние, барем така е стратегијата на оваа и сите влади од 94-5 до денеска, да бидеме дел од Европската унија. Меѓутоа, ако се сетите, на пример, меѓународен кривичен суд што сега го обвини Путин, Македонија ја поддржа американската линија. Америка не е дел од Римскиот статут. Не можеме да гониме американски војници ако направат злосторство против човештвото и така натаму. Така. Ако се сеќавате, имаше еден лик Ел Мастри,
Значи, во голем дел од ситуации ние сме биле доста блиски до нашите сојузници од Вашингтон, меѓутоа повторно е голема дилемата. Нашиот животен проект на оваа земја е да биде дел од Европска унија. Но реалноста е дека Европската унија во наредниве десетина години најмалку нема да сака да не прими. И тогаш е легитимно прашањето дали да се оди со Вашингтон или со Брисел. Па ние треба да бидеме паметни, треба да лавираме, треба да ги гледаме нашите интереси, да не бидеме толку наивни да се приклучуваме само на една страна, кога гледаме дека светот станува мултиполарен, да. Ако Србија успела да лавира меѓу Кина, Русија, Европска унија и САД, се согласувам дека ние би можеле барем да играме пристојна улога во односот Европска унија САД. Да, сега, барем тамо каде што сојузништвото е јасно. Сега, например, да, Србија има кинески инвестиции и така натаму. Ние во наредните години очекуваме огромна инвестиција од Тајван. Така што јас мислам да затворена ни таа врата, да можеме да кокетираме со Кина. Се разбира дека можеме да бидеме поблиски до Соединетите американски држави, но не на сметка на европските интереси. Што вака сега кога што се поставени работите не е проблематично. Имаат заеднички интереси во најголем дел, но затоа реков изјавата на Макрон беше темелно потресување на позицијата на Европската унија. Кај нас има исто така еден судир помеѓу западните и источните вредности. Во моментов имаме судење за автопат кој што беше потпишан, имаше тендер, тогаш две компании или преговори имаше со две компании. Тоа беше Охрид Кичево Охрид и Миладиновци Штип. Едниот е направен, нели знаеме, за 4 милиони евра по километар. Сега има американска компанија и да, јас не планирав да имам емисија, мислев ќе трае брифингот подоцна, но стравот на луѓето со кои што се сретнав јас денеска е преголем, не сакаат да излегуваат во јавност, се работи за луѓе кои што извонредно добро ја познаваат и технологијата на градење патишта, но ја познаваат добро и процедурата на да речем техничката процедура, техничките аспекти на договорот Бехтел-Енка. И не сакам да откриам премногу, не сакам да наведам кои се тие луѓе, затоа што навистина се уплашени. Меѓутоа, она што го добив како впечаток со 20 луѓе со кои што денеска разговарав, последниве денови разговарав со можеби 11-12 луѓе. Тука зборувам за луѓе кои што граделе патишта, за инженери, за професори од повеќе факултети, значи луѓе кои што воделе проекти слични вакви за кои што зборуваме сега преку Бехтел-Енка. И сите велат дека владата направила огромна грешка. Пред се сега тие луѓе што се занимаваат со проекција на патишта, велат не може да се размислува за потпишување договор ако немате направено елаборат или проект, физибилити студија, 3 нивоа, значи така функционираат тие работи. Овде ние немаме ништо. Прашањето за тоа колку тунели, колку мостови ќе има на Гостивар, Кичево автопатот на пример, вели не може да го испресметаат сите професори на градежниот факултет во Скопје. Едноставно немерливо е, треба да се излезе на терен, да се види каде треба да се пресечат планини, каде треба да се направат мостови, значи неверојатна работа. И сите овие луѓе со кои што разговарам се убедени дека се работи за корупција досега невидена во Македонија. Јас завчера на канал 5 на Само вистина кажав една сума која што не е моја лична, се работи за луѓе кои што го знаат проблемот, дека од тие 1.300 милиони евра околу 450 милиони евра може да отидат во ветар или да бидат прикажани како профит или да бидат дадени на домашни политички структури кои што или дел од тие пари се разбира, да бидат дадени на домашни политички структури кои што ќе ги искористат за наредните избори на пример. Ова е хипотетична ситуација, но и многу сериозна. Да, тука две работи само сакам да кажам. Катастрофален договор е и катастрофално е планирањето. Вие знаеме дека Косово и Албанија стратешки се поврзуваат за Америка за да го поддржат Косово и независноста на Косово и да речеме во рамките на тоа приватните интереси на големата американска компанија се ги признаа како легитимни и почна да играат автопатиштата кои што всушност и денеска и ние ги користиме. Но таму видовме дека трошоците на веќе направени проекти, трошоците беа плюс третина од она што беше предвидено. Значи, огромна сума на пари се дадени плюс она што беше предвидено како трошоци да се завршат тие автопати. Сега ние овде немаме ни проект како што треба, а имаме сума која што може да биде искористена за коруптивни влијанија, а националниот интерес тука тешко го гледаме. Сега ставите се во кожа на косовски албанец кој вели добро, мора да биде американска фирма, Косово е поддржано од Америка, ќе биде независно. Од друга страна, и тука сакам да поентирам, ја имате Хрватска. Користи европски пари, Кина им гради, им го завршува, им го изградува автопатот,
кој што е копнена поврзува Хрватска на морето и ја заобиколува Босна и Херцеговина, оној пелешашки мост Што го поврзува Дубровник, кој што поврзува практично Дубровник. со Се размислете, Хрватска, да. што правиме ние, како вид на корупција, најверојатно огромна корупција ни се случува и како паметно во контекст и на претходното прашање игра Хрватска, европски грантови, европски заеми со најдобар изведувач, најевтин кинеска компанија. Најниски камати. И со најниски тоа камати. да го кажеме уште еднаш. Македонија Да. ќе плаќа 100 до 150 милиони евра камата годишно. Тоа може да биде 10, 12, 15 години, зависи какви кредитни линии ќе се Тоа е користат. само едниот дел од Ова е приказната. веројатно најголем удар на македонската независност по 2001 година. Па еден од луѓето велат дека ова е еден од најголемите обиди за уништување на македонската држава, сега ќе биде вака брутален мито. Тоа е став на човек кој што ги знае извонредно добро работи, Драган извини. Подпредседател на ВМРО ДПМН денеска, ако не се лажам, изјави, Александар Николовски изборувам се разбира, дека според негови информации 70% од работниците на автопатите ќе бидат странци. Вчера се појави информација од Зоран Димитровски, порнешниот заменик министер од партијата на Павле Тајманов од Демократскиот сојуз, дека премиерот Ковачевски самиот изјавил дека ќе донесе огромен број работници од Виетнам и од Тајланд, од Тајланд, ако не се лажам, кои што ќе работат за мали пари, како мравки, наводно изјавил на тие автопати, дека нема никаков проблем. Значи, работи кои што во секој случај мене ми звучат како апсолутно негативни за нашата ситуација, меѓутоа интересен дел ми е Дуи во целава приказна, кој што е најмногу заинтересирана за коридориве, односно за приказната со Бехтел и Енка. Тие го обвинуваат ВМРО ДПМН дека шири антиалбанска хистерија со тоа што зборува за можна корупција во договорот. Нешто пострашно, ако добро го прочитав, малку хаос беше денеска. Да. Вели албанскиот коридор 8. Албанскиот коридор. Така рече? Да. Албанскиот коридор 8. И сега еден од луѓето со кој што разговара, вели, отворете ја мапата на Македонија. Значи човекот нема никаква врска со политички партии, особено не со ВМРО ДПМН. Дори има анимозитет кон ВМРО ДПМН. Вели, отворете ја мапата на Македонија и видете каде се простираат коридорот 8 и коридорот 10D. Сите се во Западна Македонија. Да. За разлика од претходните патишта, беа одлично диспрезирани. Западна Македонија, Централна Македонија, Смоквица Демир Капија, Јужна Македонија, па и патот Крива Паланка кон Бугарија, значи кон Табановци се извинувам. Значи во времето на ВМРО ДПМН се гледаше рамномерно низ сите региони на Македонија. Сега и затоа кога ми го каже ова професорот ова работа што ви кажувам сега, се открив еден од идентитетот, не идентитетот, ама професијата на еден од луѓето, не го разбрав најдобро. Но кога ќе размислите вака како вели Артан Груби, албанскиот коридор, ова е нешто што ми се чини дека и Јовески има основа да ако луѓе сега се судат се уште за градење на проекти заради лични политички поени, тогаш Артан Груби не може да избегне професоре прогон од Па да, навистина е така. Имавме случај каде што осудија човек кој што купил службен Мерцедес за приватни интереси. За кој што сите го возат више 10-та година. Да. А овде имаме пофлагрантно кршење на правото и навистина е прашање како ќе реагира Европска унија во наредниот извештај за напредокот. Уште едно прашање за Бехтел и Енка вчера, нешто што заспи ако можеш. Да, сакам да кажам. Повели. Па ти ги доби информациите што ги бараше од американската амбасада, затоа што СДСМ, односно премиерот Ковачевски инсистираше, самиот ги повикуваше американците да излезат со информација колку е, дали е корумпирана целата приказна, имаше неколку дневен молк тамо, а потоа ти ги доби информациите го од направивме американската тоа амбасада. што требаше да го направат сите новини. Испративме прашања во врска со американското учество или луѓе од американската амбасада во преговорите, во целиот процес на договарање. И откако претходно Ковачевски, да повторам уште еднаш, дел од луѓето веќе знаат, но да кажем, Ковачевски рече дека 5 пати ги повикува Америка и Турција да реагираат, да кажат дека нема корупција во проектот. Дарко Каевски, пратеникот, рече дека се консултирале со стратешките партнери. Македонија има само еден стратешки партнер, тоа е САД, нели? И имаше на соопштение исто така од СДСМ каде што вели дека ВМРО е против Америка и така натаму. И вчера американската амбасада, јас пошто во живо го преведувавме таму и не бев најсигурен, точно меѓутоа од првиот печаток јасно е дека американската амбасада, не знам, професоре, ја видовте реакцијата сигурно, овде САД елегантно се огради од проектот и остави целата таа индиција за корупција да ја решаваат Груби и Ковачевски, кои што го кријат договорот.
Значи веќе е постојана игра на владеачката структура. Претходно беше изговорот ЕУ, значи заради ЕУ, со лагите дека сме добиле датум, па каде е датум, па го нема датум, па уште не сме почнали, стварно навистина нема датум, а корупцијата цветаше. Сега имате сосема друг начин како да си дадете изговор дека сте чисти и дека имате поддршка, а всушност немате. Вчерашното соопштение е всушност дека тие немаат. За корупција немаат поддршка, за градба сите даваме поддршка, ама за корупција при градба Америка не дава. Нормално дека Америка и САД е заинтересирани нивни компании да имаат дел од економскиот раст на Македонија, да учествуваат, да профитираат, меѓутоа не се заинтересирани за корупција. И сега тука има уште една работа што не сакам се уште да ја откривам, завчера само вистина ја загатнавме. Многу ќе биде интересно како ќе се одвива таа црна листа фамозна за која што се зборува веќе четврти месец чинам, по најавата на амбасадорката Агера дека ќе луѓе од американскиот Treasury Department, Министерството за финансии доаѓаат тука да испитуваат корупција и така натаму. 4 месеци ние немаме луѓе и сега тоа е една од работите кои што ги дознавам кога разговарам со луѓето поврзано со истражувањето со Бехтел и Јенка, велат внимавајте кои ќе бидат подизведувачи во Македонија. Работниците се една работа, Бангладеш, Тајван, Индонезија и не знам се споменува различни земји. Тајланд, не Тајван. Во Тајван Тајланд, да. Но, внимавајте кои, дали ќе се случи луѓе што биле планирани да бидат на црната листа, да бидат подизведувачи на Бехтел и Јенка. И тоа ќе биде всушност најголемиот скандал од сите скандали. Значи, навистина, по оваа војна 2022-2023 Украина, големувањето на тензиите со Пекинг, имате фирма која што врши надзор кинеска. Сега што ќе се случи со подизведувачите, да не испадне нека се некоја подружница на кинеска фирма или подружница на фирма што некој е осомничен за корупција. Или да не излезе дека е некоја фирма која што работела и со русите. Или фирма на близок човек кој што работел со русите. Сега не сакам да кажувам детали, ги знаеме деталите, но ќе почекаме да видиме како ќе се одвиваат работите, дали ќе се обидат тие луѓе да го скријат текот на парите преку компаниите, дали ќе се обидат преку други странски компании. Една работа е сигурно дека во целиот тој корупцијски скандал, словно може да го наречеме корупцијски скандал, криење на договор е корупција. Апсолутно. Значи корупција не е само крадење пари на шалтер. Значи криење на договор, поништување на правните механизми на државата, вие тоа го знаете, професоре, многу подробно, е веќе корупција, не само индици. И ние сме тука да го следиме тој процес. Наистина, и зашто денеска дојдов покасно на емисијата, луѓето веќе сами се јавуваат да кажат, гледаат дека имам информации и сакаат да учествуваат во обидот за спас на Македонија, така ми рече еден професор. Вели, ова што се случува е обид за уништување на Македонија и не сакам да седам мирен, иако може да ми се одмаздат. Сега, вака, навистина драматично дело кога разговарате со луѓето, но им верувам на тие луѓе, без разлика на нивните политички афилијации, лични афилијации, професиите, се за луѓе кои што некои од нив се по 40 години во таа професија, блиски на ова што треба да го гради Бехтел и Јенка. И таква вознемиреност досега нема видено ни за промена на уставот, ни за двојазичност, за ниеден проект. Луѓето се навистина. Професоре, како е во вашиот свет, во академската фела, се зборувам за општествените науки, постои ли вознемиреност од ова што се случува на Македонија? Постои една голема вознемиреност и резигнираност со состојбите во Македонија и навистина личи дека земја оди во погрешен правец и дека секој што може ќе треба да се впрегне и помогне на Македонија да опстане. Веќе навистина сме дојдени на апсолутното дно. Значи, да заклучиме, не сме никој против така наречениот албански коридор на Артан Груби, и ја ќе возам по тој пат секој викенд, најверојатно кон Дебар, и тоа е навистина злоупотреба, но сме против да се платат 400 до 450 милиони евра повеќе што ги плаќаме ние и нашите внуци. Се извинувам што вака влегов во емисијата интензивно, ама многу емоции има во оваа работа. Геополитика на локално ниво. Да, отвори многу прашања, Горан, ќе се согласам за кој што допрва ќе треба да се прават анализи. Професор Даскаловски, благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам поканата. Да. Мислам дека ќе останете задоволни, почитувани гледачи, од вечерашната емисија. Утре во 15 часот стандардно репризното издание. Сигурен повторно ќе ви се јавиме во понеделник во 22 часот и 30 минути. Имајте пријатна ноќ.